Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека Македонија ќе учествува со филмот Скопје 2014 на меѓународниот туристички филмски фестивал Загреб Тур Филм Фестивал, кој ќе се одржува од денеска до 5 јули во Загреб. Македонскиот филм ќе биде во категоријата до 2 минути во конкуренција од над 300 филмови. Останете со нас, следуваат и останатите содржини за денеска. Започна со работа реконструираниот базен во аеродром. Подпишена заложба за клуб градоначалници за еколошки жешки точки со 5 градоначалници. Теодосиј Гологанов ќе се проширува до студентскиот дом Гоце Делчев. Општина Газибаба ќе соработува со општина Бургас, Бугарија и општина Призрен, Косово. Со инвестиција од 9 милиони динари за оваа сезона е реконструиран воениот базен во општина Аеродром. Денеска свечено ја пресекоа црвената лента градоначалникот Куневски и директорот на базенот. Влезот чини 200 денари, за деца до 12 години ќе биде 100 денари, а за најмладите дечиња до 6 години влезот ќе биде бесплатен. Базенот ќе работи секој ден до крајот на септември од 8 до 1 часот по полноќ. Андријана Димитриевска. Надпревар во одбојка на песок, ватерполо надпревар, зумба анимации во вода, коктел за посетителите, се еден дел од активностите што беа организирани денеска на свеченото отварање на реконструираниот воен базен во општина Аеродром. Базенот оваа сезона нуди забава за сите. Според информациите што ги добивме од директорот на базенот Владимир Латковиќ, оваа година ќе има понуди за летни школи за пливање, необични спортови, тренинзи за ватерполо. Менаџерскиот тим за оваа сезона ќе стави поголем акцент на организацијата во работењето со граѓанскиот сектор. Влезот чини 200 денари. За децата до 12 години ќе биде 100 денари, а за најмалите дечиња до 6 години влезот ќе биде бесплатен. Базенот ќе работи секој ден до крајот на септември од 8 до 1 часот по полноќ. Ми сме од февруара негде ушли овде, било доста. Од февруари месец дојдовме тука и беше доста запоставено, меѓутоа ние го реконструиравме и еве секој ден добиваме пофалби и градоначалникот мислам дека е задоволен. Но овој проект не заостанува тука. Ние продолжуваме понатаму, планираме да вложуваме и да направиме пример како еден спортски базен треба да изгледа. Се надевам дека ќе успееме во тоа и заедно со општина Аеродром да се помагаме едни на други и да го завршиме овој проект, така што граѓаните на Скопје и на Аеродром ќе може да уживаат во него. Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски на денешното свечено отварање изјави дека оваа инвестиција чини околу 9 милиони денари. Како што може да забележите, базенот Бисер е целосно реконструиран за оваа година. Реконструирано е коритото, реконструиран е ресторанот. Практично го имаме базенот Бисер оваа година во ново руво. Ме радува тоа што покрај рекреативниот карактер, оваа година ќе има и спортски карактер. Ќе имаме часови по ватерполо, по пливање, одбојка на плажа, така да сите оние потребни елементи, сите оние неопходни елементи што се потребни, ги има веќе во базенот Бисер во општина Аеродром. Градоначалниците на Киселавода, Илинден, Кавадарци, Пробишти и Македонска каменица ја подпишале заложбата на екологијата приоритет за кампањата Сакаме кул градоначалници за еколошки жешки точки. На прво место се наоѓа Охис, за која заменик министерот за животна средина Стева Тимелковски изјави дека Линданот започнал да се чисти. Македонија има 15 еколошки жешки точки во 13 општини. Станува збор за капацитети и депонии кои загадувале со години и представувале проблем за граѓаните. Дел од нив останаа во наследство од некогашните големи индустријски капацитети. Останатите се фабрики кои се уште работат и продолжуваат со загадување на околината. Екологистите бараат начин да се заштити животната средина. 12 граѓански здруженија од коалицијата Екологијата приоритет ги повикаа градоначалниците заеднички да се заложат за решавање на проблемот со загадувањето во Македонија. Тие побара од кандидатите за градоначалници да подпишат заложба дека доколку бидат избрани ќе работат на решавање на најголемите еколошки проблеми или жешки точки во својата општина.
Екологистите потенцираат дека граѓаните не се доволно информирани за еколошката опасност. Заложбата ја подпишале 5 градоначалници на Киселавода, Илинден, Кавадарци, Пробиштип и Македонска Каменица. Со дел од општините веќе се почнати првичните разговори околу мерките, веќе се воспоставуваат работни мешовити тела, нели кои што ќе имаат заедно, кои што ќе имаат представници и од загадувачите, и од општината и од граѓаните. Нормално да сите заедно да можат да допринесат кон решавање на проблемот. Ова не е нешто што може да се реши од денес утре. Ова е историско загадување кое што траело со децени и за решавање на тој проблем е потребно време како прво и голема желба и активност на сите засегнати страни за заедно да може да се реши проблемот. Според истражувањето на прво место се наоѓа Охис поради несоодветното складирање на отпадот, а заменик министерот за животна средина и просторно планирање Стево Темелковски изјави дека линданот во Охис започнал да се чисти. Линданот во Охис почнуваме да го изчистиме. Линданот во Охис е еден историски отпад кој што со години беше проблем во Македонија. Веќе велам дека една жешка точка почнува да се заладува, таму има околу 24.000 тони линдан кој што ќе се третира и ќе се деконтаминира во наредните 5 години. Значи, проектот ќе почне во 2014 година, подготвителните активности се направени. Пилот проектот беше минатата година, кој што беше многу успешен и кој што со 99% се деконтаминираше тоа земјиште, таа почвата. Основната цел на кампањата Сакаме кул градоначалници за еколошки жешки точки, инициирана од еколошката коалиција, е да ги поттикне самите градоначалници повеќе да се залагаат за екологијата и навреме да го известуваат локалното население за загадувањето во нивната општина. Почнувајќи од денеска, во следните 3 дена ќе се чисти територијата на општина Киселавода со помош на механизација на јавните предпријатија на град Скопје. Јавните комунални предпријатија ќе интервенираат во области кои што се во нивна надлежност, како кастрење на гранките на дрвијата, санирање на ударните дупки на улиците, акции за чистење на зелените површини улиците и интервенции за подобрување на водоснабдувањето. Истовремено во општината на повеќе локации ќе бидат поставени специјални контейнери за кабаст отпад. Контейнерите ќе бидат поставени на улицата Пушкинова во населбата 11 октомври, на улицата во Станичка во Црниче, на последната автобуска станица со број 24 во населбата Киселавода, на последна автобуска станица со број 4 во населбата 11 октомври и на улицата Жилн Верн во населбата Цветан Демов. Утре контейнери ќе се постават пред местната заедница Припорка и Шампионче, пред местната заедница во близина на Кам Маркет во Драчево, на мини плоштадот во Драчево и на улицата Малишевска, исто така во населбата Драчево. Во петок вакви контейнери ќе бидат поставени на улицата Кавалска во близина на градинката во Пржино, на улицата Боте Бутевски во близина на студентскиот дом Пелагонија во населбата Драчево во близина на маркетот Тедико, на улицата Мариовска и на улицата Фредрик Шопен. Паралелно со овие активности ќе се одвиваат и средби на градоначалникот на град Скопје и директорите на јавните градски предпријатија со представници на местните и урбани заедници во општината. Градот Скопје најавува проширување на улицата Теодосиј Гологанов до студентскиот дом Гоце Делчев, тоа што оваа улица ќе го промени ликот, прераснувајќи во булевар со 4 коловозни ленти по целата должина. Прилог на Елизабета Дамјановска. Распишан е углас за избор на изведувач кој ќе прошири улицата Теодосиј Гологанов од поранешната фабрика Алумина до студентскиот дом Гоце Делчев, пошто оваа улица ќе стане булевар со 4 коловозни ленти по целата своја должина од 3,7 километри. Со планираниот зафат е предвидено трасата да прерасне во булеварско решение со по 2 сообраќајни ленти во секој правец, со нови пешачки патеки и целосно променето осветлување. Според тендерската документација, заинтересираните компании треба да ги достават своите понуди најдоцна до 18 јули, за кога е закажано и нивното јавно отворање. Средствата за реализација на проектот се обезбедени од градскиот буџет, а конечната финансиска конструкција на зафатот ќе се знае со изборот на најповолниот понудувач.
Изминатиот период градските власти во 2 наврати ја проширија улицата од НИП Нова Македонија до Алумина. Во октомври минатата година беше пуштена во употреба делницата од крстосницата на улицата Франклин Рузвелт до крстосницата на булеварот 8 септември во должина од 750 метри. На крајот од 2011 година беше отворена за сообраќај и проширена трасата помеѓу улиците Франклин Рузвелт и Костурски херои, а беше проширен и кракот кон улицата Мито Хаџи Василев Јасмин до свртувањето кон улицата Народен фронт. Градот Скопје во овој проект досега има вложено преку 143 милиони денари, односно над 2,3 милиони евра. Покрај овој голем градежен проект, градот Скопје најави отпочнување на градежни активности за решавање на тесното сообраќајно грло меѓу Скопје и булевар 8 септември кај маркетот Хубо, како и надминување на проблемот со високата зона на водоснабдување во Нерези. Општинската власт на Газибаба донесе одлука на својата последна 4-та седница на Советот со која се воспоставува збратимување и меѓуопштинска соработка со општините Бургас од Бугарија и Призрен од Косово, со цел унапредување на билатералната и регионалната соработка во повеќе области. Томислав Атанасовски. Последната 4-та седница на Советот на општина Газибаба беше донесена предлог одлука за збратимување и соработка во повеќе области со општина Бургас, Република Бугарија и со општина Призрен, Косово. Целта е унапредување на билатералната и регионалната македонско-бугарска и косовска соработка. Збратимувањето и соработката ќе се врши по сите прашања од надлежност на локалната самоуправа и заеднички интерес, а посебно во областа на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалните финанси и инвестиции, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, воспитанието и образованието, здравствената заштита, регионалната соработка, учество во проекти во Европската Унија и НАТО, организација и учество на стопански, културни и спортски манифестации и во други области. Збратимувањето и соработката помеѓу општина Газибаба, Република Македонија, општина Бургас, Република Бугарија и општина Призрен ќе се уреди со меморандум за збратимување и соработка кој е составен дел на оваа одлука. Меморандумот во име на општина Газибаба ќе го склучи градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. Средствата за финансирање на збратимувањето и соработката помеѓу општина Газибаба, Република Македонија, општина Бургас и Призрен ќе се обезбедат во буџетот на општина Газибаба. По влегувањето во сила на оваа одлука, примерок од истата треба да се достави до Министерството за локална самоуправа поради евидентирање на меѓуопштинската соработка со овие општини од соседството. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина Газибаба. Сите осигурени лица за време на годишниот одмор може да го остварат своето право на хитна и неопходна здравствена заштита со двојазичен образец надвор од територијата на Република Македонија. Во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција и Италија, соопшти Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Под хитна и неопходна здравствена заштита се подразбира користење здравствени услуги чие пружање не може да се одложи до планираното враќање во Република Македонија. За таа цел, пред патувањето во странство, осигурените лица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија треба да се обратат во подрачната служба на фондот каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување и да пополнат барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на привремен престој во една од наведените земји. Кон барањето се приложува потврда за здравствена состојба, издадена од избраниот лекар и наод, оценка и мислење на лекарската комисија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Двојазичниот образец на осигурените лица им служи како привремена здравствена легитимација во земјата каде што патуваат и на основа на истиот осигурените лица се изедначени во однос на правата и обврските со осигурените лица на државата во која престојуваат. Тоа значи дека на основа на двојазичниот образец осигурените лица на фондот ќе можат да користат итни и неопходни здравствени услуги. Извистите ќе треба да платат само лично учество, партиципација, болнички ден или слично, доколку во законските прописи на земјата во која се престојува е предвидено истото. Во спротивно, осигурените лица на фондот не подлежат на никакви трошоци за користените здравствени услуги.
Новиот тренер на Реал Мадрид Карло Анчелоти го задржува Рикардо Какаво тимот и следната година. Останатите спортски вести ги гледате веднаш по рекламите.